Учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи во текот на првото полугодие од учебната година учествуваа на 2 интернационални онлайн надпревари. Првиот се одржа во периодот од 23 до 27 ноември 2015 година. Се работи за интернационален надпревар наречен Дабар и истиот е наменет за ученици од основните и средните училишта, а има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Дабар е глобален настан и во него учество земаат голем број на ученици од 44 земји во светот, а за прв пат годинава се вклуча и учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Надпреварот се одвиваше со голем интерес, од нашето училиште учествуваа над 630 ученика. Интересот беше многу голем кај учениците, прашањата беа логички со цел да се развие начинот на размислување, но и да се воведат на некој начин во информатиката, за да можат да учествуваат и на други предизвици. Иако не беше рангирано, значи не учествувавме со можност да добиеме награди или пласман, сепак учениците постигнаа многу добри резултати, што е многу добар патоказ дека од следната година можеме да се надеваме и на подобри, односно резултати со награди. Во периодот од 7 до 13 декември учениците учествуваа и во одбележувањето на светскиот настан недела на програмирањето. Целта на овој настан беше воведување во основите на програмирањето преку забавни активности. Целта на овој настан, тој не е надпреварувачки настан, меѓутоа е цел да се покаже дека, односно да им се покаже на учениците дека програмирањето може да биде игра, може да биде интересно. Значи преку веќе познати игри кои што на учениците секако се им најинтересни, им се даде можност и неколку насоки како можат сами да креираат своји игрички со веќе познати ликови од познатите игри. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи учествуваа 619 ученици кои се стекнаа со повеќе знаења од областа на информатиката и програмирањето. Ние учествувавме на интернационален надпревар Дабар кој се одржа за прв пат оваа година и тој беше многу интересен. Надпреварот се состоеше од 10 прашања кои имаа мощни интересни решенија за кои требаше да размислиме логички и да го избереме точниот одговор. Надпреварот беше интересен, лесни беа прашањата, имаше така повеќе за размислување, имаше скоро 10 прашања. Надпреварот беше многу интересен, тој ми помогна многу за моето учење. Јас исто така учествував во уште еден друг надпревар, кој беше неделата на програмирање. Тогаш имаше некои задачи, некои од нив беа лесни, некои малку потешки. Тие прашања беа за кодирање, за основите на кодирањето и како може да се направат игрите. Тој надпревар беше и за деца и за повозрастни луѓе. Инаку во првото полугодие од учебната 2015-2016 година учениците и наставниците од ново училиште изработија електронски училишен весник, како и повеќе активности кои се од особено значење за училиштето.